For $27, the United Nations got a historic agreement. За $27, Обединетите нации го постигнаа историскиот договор со кој се реши спорот со името на Македонија. Вака на шега, поранешниот вршител на должност државен подсекретар за меѓународни безбедносни прашања Томас Кантримен го поздрави преспанскиот договор со кој Македонија се придвижи поблиску кон НАТО и Европската унија. Тој алудираше на платата на специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации Метју Нимиц, кој 27 години работел за плата од $1 годишно. Кантримен зборуваше на панел дискусијата на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон посветена на Македонија. На нашето прашање да посочи што според него треба да биде фокусот на државата во непосредна иднина, Кантримен рече: Патот кон НАТО сега е чист од пречки и веќе е време да се размислува за следната цел, а тоа е спроведување на реформите неопходни за Македонија да биде сериозен кандидат за членство во Европската унија. Договорот меѓу Грција и Северна Македонија сам по себе не е доволен, има уште работа, но јас сум оптимист. Мислам дека актуелната влада е посветена на спроведување на потребните реформи и гледам не утре, не следната година, но во иднина, многу светла европска иднина за државата, рече поранешниот представник на Американскиот Стейт Департмент Томас Кантримен. Организатор на трибината беше Форумот за демократска Македонија. Нивниот представник и учесник во дискусијата, Кристијан Фидановски, ни рече дека целта била да се истакнат на тамошните приоритетни чекори низ академска и професионална анализа. Овој период се организира неколку настани во Вашингтон на кои што се славеше дипломатскиот успех на Македонија со промената на името, меѓутоа на овој настан, иако се разбира како Форум за демократска Македонија го охрабруваме напредокот на Македонија со евроатлантските интеграции, се надеваме дека ќе можеме со оглед на големото познавање што говорниците вечерва го имаат за состојбата во Македонија, да посветиме малку внимание на некои од проблемите што се случуваат во реформските процеси внатре во државата, за кои што не се зборува доволно на другите настани овде во Вашингтон. Димитар Бечев од Центарот за словенски, евроазиски и источноевропски студии при Универзитетот на Северна Каролина смета дека за Македонија е важно да го надомести загубеното време. И сега Македонија буквално веќе е во НАТО. Сум кога помина ратификацијата во Атина. И се надевам дека јуни месец, кога ќе биде самитот на Европската унија, ќе има и датум за преговори за членство, бидејќи тоа е можеби уште побитно за Македонија во долг рок. Така што моето мислење е баш позитивно за тоа. За Европската унија треба многу реформи. И најмногу во областа на законот и судската реформа. И тука има многу дефицити, има многу изгубено време всушност. И мислам дека Македонија треба многу да направи. Бидејќи и многу сегашните страни држави членки ќе обратат многу внимание какви изјави имаше Емануел Макрон во Франција, кое што значи дека ќе следат напредокот на Македонија во таа област. Панелистите се согласија дека приоритет треба да биде обезбедување на владење на правото и борбата против корупцијата.